Добар ден, почитувани, го следите магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. По студените зимски денови, главна грижа на родителите е детето да не закачи некаква инфекција. Но сите добро знаеме колку е тоа тешко да се избегне, особено ако децата одат во градинка или пак на училиште. А откако детето ќе се разболи, следува дилемата: се работи ли за вирусна или пак за бактериска инфекција? Што ако биде изолирана стрептококна бактерија? Како треба да изгледа лекувањето? Можни се ли последици од неа? На оваа тема денеска разговараме со професор доктор Велибор Тасич, детски нефролог. Разговорот ќе го проследиме веднаш по рекламите, а на оваа тема ќе имате можност да поставите и прашања на телефонскиот број на телевизија Телма. Останете во програма, набрзо следува разговорот со гостинот во студиото. Родителите многу се плашат од стрептококните инфекции кај децата. Дали нивниот страв е оправдан? На оваа тема денеска разговараме со професор доктор Велибор Тасич, детски нефролог. Професоре, добре ни дојдовте во студиото на Телма и во магазинот за родителство 0+ месеци. Добар ден. Добар ден. Професор, какви бактерии се стрептококите? Дали се сите патогени? Има ли некои кои што живеат на нашата кожа во рамки на микробиомот? Па, прашањето е сосема на место. Значи, има бактерии кои што не се толку опасни, има некои кои што живеат, ние велиме колонизирани, и има бактерии кои што прават компликации. Значи, таа бактерија што можеме да кажеме дека е опасна е стрептокок од група А, значи бета-хемолитички стрептокок од група А, значи комплетно име, или друг назив, синоним, значи стрептокок пиогенес. Тоа е едно исто. Некогаш луѓе мислат дека се работи за две бактерии, значи пиоген стрептокок или бета-хемолитички стрептокок од група А се работи за една иста бактерија. Тоа е таа бактерија што е опасна, што може да даде компликации ревматска треска или да даде гломерулонефритис, воспаление на бубрезиве. Сега видите... А пневмококот? Па и постои стрептококус пневмоние, тоа е бактерија која што може горе да е колонизирана, значи таа може да е колонизирана во носот и во грлото, но не предизвикува ангина. Стрептококус пневмоние е бактерија која што води до воспаление на белите дробови. Ако ја најдеме во бристот грло, нема значење. Значи тоа е колонизација, таму само живе. Практички воспаление на ждрелото, медицински фарингс и на ждрелото е предизвикано кај мали деца од вируси, а кај поголеми, значи оние што одат веќе во градинка или на школо, од бактерија, тоест од стрептококус пиогенес. Значи нема други бактерии. Значи тоа е една единствена бактерија која што треба да ја бараме, да ја диагностицираме и да лекуваме. А која е разликата во симптомите што ги покажува стрептококус пиогенис и вирусните инфекции, кога станува збор за воспалението на грлото? Па видите, класично. Ама денеска немате више ништо класично. Веќе ни болестиве не се класични. Да кажеме, една типична слика на стрептококово воспаление на ждрелото се карактеризира со тоа што крајнициве се зголемени, оно што велиме сукулентни, сочни и многу црвени, хиперемични. Значи, тие се многу црвени и на нив има жолтеникави прљави налепи. Значи, една слика, една класична слика. Но од друга страна, кај вирусните инфекции постои едно црвенило кое што не е толку назначено. Понатаму, кај бактериската инфекција со стрептокок може да постои натечност на лимфните јазди, кај вирусниве тоа не е толку изразено. Кај вирусните инфекции постои други симптоми, постои затнатост на носот, промуклост и така натаму, додека кај стрептокок доминира значи проблем со голтањето, отежнато голтање, болка, така да тоа би била некоја класична клиничка разлика, но бидејќи денеска болестиве се сосема изместени, може да имате и обратна клиничка слика. Значи, може да имате сосема едно благо воспаление, благо црвенило на грлото, а да се работи за инфекција со стрептокок. Она што на прв поглед кај вирусна инфекција, прво тоа што велиме ние ексудат, она што се гледа на крајнициве е многу нежен, беличаст. И најчесто асоцира на инфекција со група на вируси, аденовируси, или со инфекција на еден вирус мононуклеоза, или болест на вереници, или болест на бакнеж и така натаму. Тоа е она што би била некаква клиничка разлика, ама денеска вела толку изместено да не мора да значи.
Професоре, овие стрептококи што ни ги споменавте, кои што се најпатогени, особено во детска возраст, можат ли да направат некакви промени на кожата? Да, може да има инфекција, стрептококова инфекција на кожа, поготово таму каде што немаме добра хигиена, тоа е така наречено гнојно воспаление на кожа, значи пиодермија или импетиго. И тука стрептококот не е сам, многу често е здружен и со стафилококот. Видите, такви гноеви инфекции на кожа можат да дадат една компликација исто да дадат, тоа е гломерулонефрит, воспаление на бубрезиве. Значи, без оглед дали се работи за инфекција на грлото и инфекција на кожа со стрептокок, можна компликација е воспаление на бубрезите, но таа компликација настанува последен период од 7, 10, 14 па до 1 месец. Мислам 14 дена па до 1 месец. На која возраст кај децата обично се јавуваат инфекциите со стрептококните бактерии? Видите, најмалата возраст, таму постои предиспозиција за вирусни инфекции. Исклучително ретко под 2 по 3 години да се јави инфекција со пиоген стрептокок. Значи, веќе кога детево ќе тргне у градинка или на школа, тука веќе постои голема веројатност дека се работи за инфекција со стрептокок. Инаку, кај мали деца, да кажеме година-две, воспаление на грлото, апсолутно исклучително е редок пиоген стрептокок и таму не треба да даваме антибиотик. Обично во зимскиот период се јавуваат овие инфекции или пак може и во текот на целата година да се забележат? Стрептококови инфекции на грлото најчесто се јавуваат нели во зимските периоди, значи кога е ладно, кога сме затворени, кога е почесто и контакт, близина на контакт. Додека во летен период се јавуваат инфекции на кожа со стрептокок. Значи, тој пиоген стрептокок знае да направи, поготово ако се работи за деца со лоши санитарни услови, со лоша хигиена, значи доаѓа до кожна инфекција. Некогаш од одмор децата се враќаат, од летување ќе се вратат со некакви промени на кожата. Па сега тешко да кажам дали се работи за стрептокок, има многу причинители кои што можат да доведат до инфекција на кожа, така да... Лесно ли се пренесуваат овие бактерии од дете на дете? Па видите, пренос постои и тоа треба да се внимава. Секако треба да се внимава. Значи, во колективи, градинки, кај возрастниве, да кажеме, војнички колективи, таму вирее тој стрептокок и полесно се пренесува, значи, од една индивидуа на друга индивидуа и затоа се и почести компликации, како што е гломерулонефритот или ревматската треска. А дали со текот на годините ќе се развие отпорност кон овие бактерии? Може ли да станеме отпорни на стрептококи? Па, видите, тешко да се развие. Вие немате имунитет практички кон стрептококот генерално, затоа што има многу видови стрептококи. Јас сега точно не знам да кажам моментот негде бројка преку 250 до 300 соеви на стрептокок и постои специфичен имунитет само кон оној сој со кој што се инфицирале. Значи, нема да се инфицирате со и сој, но ако кај вас се насели некој сој кој што не го познавате, тогаш ќе имате инфекција. Но сепак најчестите соеви се запознаваат во тоа школско доба или тоа младенечко доба, така да кај постариве особи, заради тоа што најчестите типови на стрептокок веќе се прележани, тука на некој начин постои имунитет, али не е исклучителен. Вие можете и особа на 60-70 години има право на стрептококова инфекција, значи со некој сој на стрептокок со кој не бил запознаен организмот. И сега има индивидуи кај кои што нема симптоми на болест, но на бриз ќе биде изолиран некој стрептокок. Зошто тоа се случува? Тоа е многу важна и интересна тема. Значи, тоа се нарекува стрептококово носителство. Значи, кај некои особи, после контакт со стрептококова инфекција, може да заостане тој стрептокок. И тоа е така наречено стрептококово носителство. Стрептококово носителство не прави никаков проблем. Значи, него на големо ризико да добиете компликација, значи да добиете воспаление на срцевиот мускул, ниту да добиете воспаление на бубрези, но ви прави проблем, не знаете кога ќе се инфицирате со следниот сој на стрептокок. Не знаете со што следен пат ќе се инфицирате. Дали со вирус или со нов сој на стрептокок. Тоа е проблем. Сега, големо прашање што да правиме кај тие пациенти, кај тие деца. Дали да се бориме по секоја цена, да го искорениме тој стрептокок кој што е тоа клицоносителство, или при секоја инфекција на грло да некако клинички реагираме, да донесеме некаква проценка, дали се работи за вирусна инфекција или
Streptokok инфекција со новсој што е многу тешко, бидејќи велам клиничкиве слики во ова современо доба се многу изместени. Така, контроверзно велате прашањето што да се прави понатаму, значи нема еден унифициран став да се лекува или да не се лекува лицоносителството. Нема унифициран став, но ако се работи за пациент со предиспозиција, ако се работи за пациент кој што има ревматска грозница, апсолутно таму мора да се ерадицира. Таму мора да бидеме многу енергични, бидејќи не смееме да дозволиме релапс на болеста. Значи, со секоја нова стрептококова инфекција, срцевата болест, значи зафаќање на срцевиот мускул, значи може да биде доста сериозно. Така да тука мора да го искорениме тој стрепток. Професоре, дали секоја болка во грлото кај детето бара бриз? Па видите, кај помало дете, детенце до 3 години, секоја болка нема потреба од бриз. Значи, тука претпоставуваме дека се работи за вирусна инфекција и доволно да дајме симптоматска терапија, млаки напитоци, она што велам, пиво од јајца, оно што нашите баби и мајки, значи, ни спремале, ќе изматат жолчка, нели со шеќер, ќе додадат млако млекце и онда пиеме, или препарати од типот на стрепсил и така натаму, значи нешто што симптоматски ќе ни олесни да голтаме и тука треба да се избегне, значи, давање на антибиотска терапија. Да, брисот треба максимално да се користи кај поголеми деца, бидејќи ви реков, клиничката слика не мора да е типична и тука не знаеме. Значи, максимално, ако се сомневаме на стрептококова инфекција, обавезно да земе бриз. Сега, оно што јас многу го застапувам, користење на брзи тестови. Вие знаете, антигенски тест. Да, како што у корона криза, значи сите знаевме, сите се научивме да користиме, нели, брзи тестови за коронавирусот, нели? Се научивме. Зашто и не и стрептококот треба да се пропагира? Видите, во Америка скоро секој педијатар има тој брз тест и кога доаѓа пациентот ќе го направи, вие за 5 минути имате одма резултат. Значи, тестот е доста осетлив. Значи, у 95% ќе ја погоди стрептококовата инфекција и ќе ви даде насока дека треба да дадете антибиотик. Значи, тестот е многу користен. Сега проблем е што кај нас не е популаризиран. Јас само знам 3 педијатра кои што тоа го користат во Скопје и каде што они стварно реагираат само тогаш кога постои позитивен тест и кога имате, значи, право, медицинско право да дадете антибиотска терапија. Инаку знаете што значат антибиотици денеска? Тоа е менување на флора, особено кај девојчиња. Споминавте брз антигенски стреп тест, значи тој ги дава многу брзо резултатите и 3 до 5 минути. Пиогенисот го Да, тој го детектира само пиогенесот, значи стрептокопион, кој единствен треба да се лекува во бриз од грло. Така да јас не гледам потреба за зимање бриз од нос. Бриз од нос не ни е битен. Значи нас ни е битен само бриз од грло, имате стрептокок, немате стрептокок. Зошто не е битен, професоре, бриз од нос? Јас велам, у бриз од нос ќе најдете и стафилококус ауреус, што велам ауреус, златен стафилок, златен рудник, ќе најдете и морганела, ќе најдете толку многу бактерии кои нема значење, тие се колонизирани. Нема. Единствено оно што е битно, важно од клинички аспект за секој педијатар, за секој општ лекар е, значи, да правилно диагностицирате, значи, ангина, воспаление на грлото и да правилно го третирате. Значи, единствено треба да докажете стрептокок. Ништо друго. Стрептокок пиогенис. Пиогенес стрептокок. Ништо ако видите, ако се најде, да речеме, пневмокок? Па видите, а зашто би се нашол пневмокок? Тоа значи треба да пратите бриз од грло. Треба да пратите бриз од грло. Сега, на тој бриз од грло за 24 часа веќе постои пораст. Па понатаму се прави антибиограм што е беспотребно. Значи губите 2 до 3 дена. Кога ќе направите брз стреп тест, вие за 5 минути знаете дека имате стрептокок. Стрептокок е осетлив на се. Од кога е пронајден пеницилинот и кога е аплициран 42-3 година, до ден денеска нема известувања за резистенција на стрептокок кон пеницилински препарати. Значи, вие немате воопшто потреба, и тоа е нонсенс, значи, нема никакво оправдање, ниту медицинско, ниту економско, да барате антибиограм за стрептокок. Друга работа, ако имате алергија, се знае кои лекои се даваат за алергија. Значи, стрептококот е осетлив на све. Прашање само треба да се третира или не треба да се третира. Дали секоја стрептококна инфекција кај децата треба да се третира? Може ли таа да помине сама од себе? Па видите, во она време, кога сме биле мали дечиња,
Па некојаш не воделе, некојаш не воделе на доктор, на време ни давале пеницилин инекции, пеницилин, екстенцилин и така натаму, боцкање, а многу инфекции сме ги поминале така, значи без лекување. Видите, да, нелекувана стрептококова инфекција може да даде компликации, но во мал процент, значи тоа може да направи абцес таму на грлото. Може да направи абцес и абцесот е една сериозна компликација, бара хируршки третман, да тоа се издренира, но тоа е исклучително ретко. Многу инфекции ќе поминат, ете така, организмот ќе ги залечи. Но основа е дали у тој период епидемиолошки ние имаме така наречен нефритоген сојна стрептокок, значи сојна стрептокок кој што ќе ги нападне и бубрезиве, и дали имаме ревматоген сој кој што е уште поопасен, кој што ќе го нападне срцето и ќе ни даде клиничка слика на ревматска треска. Значи има различни соеви кај биогенис? Да. Видите, има преку 250 соеви, но еден мал процент, да кажем 5 до 10% од тие соеви, да кажеме негде околу 20 соја, се наречени нефритогени, доколку дават компликација на бубрек, или ревматогени, доколку дават компликација на зглобови и на срце. Значи, битно е епидемиолошки каква е ситуацијата. Што се однесува до гломерулонефритот, ние веќе имаме ова година веќе неколку случаеви на гломерулонефрит се хоспитализирани на клиниката за детски болести. Значи, компликација на стрептокок, тоа е стрептокок кој што има значи, нефритоген сој, кој што има склоност да направи компликација воспаление на бубрезите. Што им прави на бубрезите? Што прави на бубрезите? Води до воспаление на бубрезите, значи одеднаш здраво дете, кое што е сосема здраво, одеднаш добива крвава урина, значи урината е темно крвава како кола или како испрано месо, добива отоци кои што не мора да се приметат, обично наутро секо околу очиве тие отоци, може да се видат и долу над стапалата, но некојаш родителите нема да приметат, мислат дека детето се поправило, дури се радуваат на тие отоци, значи не мора да се приметат, па дури ние здравствени професионалци не мора да приметиме дека детето има отоци, но кога ќе го ставиме на диета, на терапија, значи на терапија со лекови за измокрување, диета без сол, ќе видиме кога детето ќе изгуби 2, 3, 5, па дури до 10 кила. Еве последниот случај на клиниката, детето изгуби 10 кила, додуше крупно голема, не знам, околу 55-60 кила, али изгуби 10 кила. Што е... Пошто значи не било приметено, не било приметено ни од забележено. докториве, ни од родителиве. Дали ова промена во воспаление на бубрезите што се случува може да води кон сериозни трајни компликации со здравјето на овој орган или пак се повлекува? Видите, за среќа, доколку се лекува воспалението на бубрезиве, се излекува, може да се излекува комплетно. Еве јас на 4 или 5 години, кога ја разгледував мојата стара документација, што најдов некои стари документи, видов дека има прележано на возраст од 4 или 5 години гломерулонефрит како последица на претходна ангина стрептококова. Видите, у 95 до 98%, значи постои комплетно излекување, значи кај децава комплетно излекување од гломерулонефритот, доека кај возрастниве таа бројка не е баш идеална, бидејќи возрастниве имаат и други проблеми, имаат диабетес, имаат хипертензија, значи имаат други асоцирани гломерулонефрити и може да се влоши кај нив бубрежната функција. Значи кај возрастниве прогнозата не е толку добра како кај децава, но прогнозата кај децава може да биде и фатална ако болеста не се препознае, ако се дете упати касу на клиничко, тоест на болничко лекување, компликациите може да бидат како плучен едем, значи вода во плучава, може да бидат у смисол на акутен отказ на бубрежната функција кога треба ургентно да примените дијализа и една исто тешка компликација, така наречена хипертензивна енцефалопатија, каде што ради зголемениот крвен притисок доаѓа до пореметување на свеста, до кома, до различни невролошки испади, па дури и до смрт. Но тоа е исклучително ретко. Денеска нашиот здравствен систем, имаме сепак добри професионалци, ги препознаваат болестите, препознаваат компликациите и се упатуваат тие деца на време на болнички третман. Професоре, колку време по прилежаната стрептококна инфекција може да дојде до овие компликации што ги наброевте пред малку, како што е гломерулонефрит,
гломерулонефритисот. Гломерулонефрит, воспаление на бубрезиве. Значи, постои разлика за кој сој се работи. Дали сој кој што прави инфекција на кожа или сој од грло. Значи, кај така наречени горе фарингеални соеви, значи соеви кои што се поврзани со инфекција на грло, тука негде периодот, ние велиме латентен период, кога немате никакви симптоми, е негде 7 до 10 до 14 дена. Значи, кога родителите мислат дека завршило се, така? Све е завршило, немате никаков проблем, може само единствено да се јави микроскопско крварење, до кој прави преглед на урина после секоја стрептококова инфекција, тоа е и нерационално. И потоа одеднаш едно здраво дете одеднаш добива отоци, покачен крвен притисок и тие компликации, други што нешто ги спомнавме, ако се јават тие компликации. Додека кај соеви од стрептокок, инфекција на кожа со пиоген стрептокок, тамо тој латентен период е подлог, па таму може и до 4 недели да отсуствуваат тие симптоми. Ние велиме латентен период, кога крчка, кога тој имунолошки процес се случува во бубрегот. Значи, тамо нешто крчка и потребно е 3 до 4 недели за да се манифестираат знаци, клинички знаци за воспаление на бубрезите. Потребна ли е некаква генетска предиспозиција, семена историја за јавување на компликации или ке секое дете што ќе се разболи ќе се инфицира со овие бактерии, се можни? Прашањето е многу интелигентно. За сега такви генетски испитувања не се направени, но нешто што ние имаме правено можеби пред 20 години, да видите, постстрептококок гломерулонефрит, значи гломерулонефрит како компликација на стрептокок беше тема на мојата докторска дисертација и тоеш направивме едно многу лесно, едно интересно испитување кое што е публицирано во еден, да кажеме, сосема значаен едно значаено педиатриско списание. Значи ние тестиравме фамилиарни членови, значи тие контакти што се и најдовме да едно 20-30% од контактиве имаат субклинички нефрит. Што значи субклинички? Немате клиничка слика, но имате наод во мокрача, значи присуство на крв мокрача и намалување на една белковина во серумот, комплемент, кој што ни е маркер дека се работи за гломерулонефрит, кој што ни е маркер дека се работи за воспаление на бубрезиве. Тоа го докажавме, тоа го публициравме и тоа е многу значено. И многу е битно, ако во една фамилија, значи имате гломерулонефрит, да ги тестирате контактиве, блиски контакти, особено децава, да се дали имаат уринарен наод или дали имаат бриз од грло. И многу е битно да индексниот случај, значи детето кое што е болно, да се тестира неговиот бриз од грло, да се види дали се уште е присатен стрептокок, и ако е присатен да се лекува за да не ги зарази другиве деца со тој така наречен нефритоген сој на стрептокок. Значи многу е битно да се направи такво нешто у фамилија или ако се работи за дете кое што посетува градинка или на школа, да се обавестат надлежниве во тие институции дека има такви случаи, дека е пожелно да се внимава во тој случај, да се прегледа урина, да се види дали уште некое дете има некаков скриен субклинички ние велиме, субклинички, значи без јасна клиничка слика, знаци за воспаление на бубрезиве. А може ли овој проблем да се јави кај деца што се клицоносители? Дали концентрацијата на бактериите е доволно голема за да се јави ваков проблем? Видите, клицоносител може да се разболи со друг сој на стрептокок. Значи тоа е можно клицоносител. Тоа е оно што веливме проблем, дали да се лекува клицоносителство или да не, да знаеме што да правиме кога ќе добие нова инфекција на грло. Тоа е проблем клицоносителството. Професор, ќе ги вклучиме гледачите. Од тој момент, почитувани, емисијата е контактна. Телефонскиот број на телевизија Телма ќе биде испишан на екранот. Професор доктор Велибор Тасич, детски нефролог, е гостин во студиото на Телма. Со него зборуваме за стрептококните инфекции, особено за компликациите кои што може да ги дадат одредените соеви од нив. Професор, продолжуваме понатаму да продискутираме и за ревматската треска што може да се јави по прилежување на стрептококна инфекција. Претпоставам дека исто така поминува одреден период по повлекувањето на симптомите пред да се јават знаците за ревматска треска. Како таа изгледа? Како таа изгледа? Па ја искрено да ви кажам, ја заборив како веќе изгледа ревматска треска, бидејќи ја немаме точна информација, мислам дека 6, 7, 8 години немаме случаеви на ревматска треска. Тоа е одлична информација.
Pa vidite, postoji nešto oko tije sojevi na streptokok, tije tako reći revmatogeni i nefritogeni. Postoji nekakva cikličnost. Imate 1, 2 godine, 3, koga imate golema incidenca na komplikacije, ili glomeroflit ili revmatska treska, pa potom se smiruva, pa pak i to ide u nekakve ciklusi. Zašto nema nekakvo dobro naučno objasnuvanje? Znači, zašto ide to ciklično? Jer сега revmatskата treska se karakterizira со тоа што пред се ги напаѓа зглобовите. Значи, тоа е артритис, тој е мигрирачки, оделе на друг зглоб. Ali najtežka komplikacija je воспаление на срцето, нели на овојнициве на срцето, оно што велиме ендокард, миокард, перикард, значи срцевиот мускул. Тука имате исто они конституционални знаци, значи една малаксалост, една обледило, една тахикардија или дете кое што немало шум, одеднаш се спојавува еден шум. Значи, тоа е многу битно да се знае. Појава на шумот може да постојат одредени ЕКГ знаци, постојат други манифестации, кожни така натаму, постојат така наречени Джонсови критериуми, сега да не го замарам аудиториумот, значи постојат повише симптоми и знаци, но она од што е прво, тој е значи артритот, воспаление на зглобовите и најтешка компликација, значи зафаќање на срцевиот мускул, што велат србите лиже зглобове, а гризе срце. Така ги учени мои студенти, значи да запомнат, значи ги лиже зглобовите, а го гризе срцево. Ќе вклучиме гледач, ќе му дадеме предност. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Се извинувам, јас емисијата е за деца. Да. Но јас сегам моментално за мене возрастен да прашам, пошто... Професоре, ќе го слушнете прашањето со оглед на тоа дека вие сте педијатар? Доколку се работи за проблем за стрептокок, ќе се обидам да одговорам доколку знам. Повелете. За стрептокок е вашето прашање, така? Да, има поврзано со еризипел на левата подколеница со црвенило. И на проверка на мокрача ЦРП-то покажа дека е стрептокока. И сега еве веќе скоро цел месец пиев први амоксиклав антибиотици и сарелто таблети. И сега дали може докторот да ми објасни дали компликации некој може да се... Така, дали може по ваква инфекција да ви се јават компликации? Ви благодарам за вклучувањето. Да, гломерулонефрит може. Ако се работи за стрептокок, еризипелот предизвикан со стрептокок, да, може да даде компликација гломерулонефрит, но очито кај вас таква компликација нема. Но и кај возрастните исто така постои може треба да се прават некакви превентивни прегледи на урината да не се случи. Па видите, толку често постојат тие кожни инфекции, сега превентивен преглед на урина, не може да кажам дали треба да се прави или не се прави. Не може да кажам. Така. Превентивно. Професоре, доколку за една стрептококна инфекција навремено се даде антибиотик, може ли да се спречат овие компликации? Бидејќи нели родителите знаат да кажат детето го боли грло, да дадам јас еден антибиотик за секој случај за да не дојде до компликации. Ке се избегне ли ревматска треска или воспаление на бубрезите на таков ревматска начин? треска секако ќе се избегне. Сега малку да разочарам за бубрезиве, слично како корона, значи вакцинацијата не штити, значи од тешка форма на болест. Генерално за гломерулонефритот, воспаление на бубрезиве, значи сме превенирани. Но доколку се јави болеста, значи ќе биде сосема лесна. Пред 5-7 дена имаше едно девојченце кој што имаше стрептококова инфекција и кој што направи гломерулонефрит, но една сосема лесна форма на болеста и помина само со диета без било какви компликации. А дали подадената антибиотска терапија може стрептококот и понатаму да перзистира, односно да не се елиминира со терапијата која што е предвидена за тоа клицоносителство, ни заостанува клицоносителството и тоа клицоносителството нема да му прави проблем на организмот, али ќе ни прави проблем за дијагноза, како што веќе, повтори веќе и 2 или 3 пати, не ќе ни прави проблем за следниве инфекции, дали се стрептококови или вирусни. Ајде да проговориме што се е потребно да се направи за дијагноза. Значи брз стреп тест доколку има, тоа би било идеално. Идеално би било.
Но нема секаде. Ако не, треба да се направи стандарден брис од грло, но да се инсистира без антибиограм. Без антибиограм. Беспотребно е да се чека. За да се забрзат резултатите на таков начин? Не. Видите, пораст на стрептокок имаме за 24 часа. Значи, ако работиме класично култура за садување, пораст трае 24 часа. Имаше еден родител кој ке мене каже, може ли да ургираме мало побрзо да иде резултат? Ние на бактериите не можеме да наредиме побрзо да растат. Па еве и кисело млеко мора за 3 сата, не можете побрзо 3 сата да го скиселите. Еве, јас дома правам кефир, побрзо 3-4 сата не можете. Така и култура, значи на бактерија стрептокок, можете да добиете за 24 часа. Понатаму, нема потреба да се прави антибиограм, да се чека уште 24 часа, туку има стрептокок, нема стрептокок, има пиоген стрептокок, да дадеме терапија, нема, никому ништо. Пеницилински препарати. И доколку децата се алергични, тогаш има соодветна од еритромицин, макролидни антибиотици или евентуално цефалоспорини, но треба да имаме во вид да едно 20 до 30% пациенти кои што имат алергија на пеницилински препарати може да имат и вкрстена алергија спрема цефалоспорински. Значи со внимание ако се дава цефалоспорин. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Ден. Повелете. Ве Добар слушаме одлично во програма. На кожа се појави како Јас ќе ве замолам само разговорот да го следите преку слушалката, намалете го тонот на телевизорот. Кога сам. На Добро. кожа. Значи имате стрептококна инфекција на кожа, добро? Стрептококна инфекција како рана, ама голема, широка, црвено околу тоа раната и дојде до операција, дали е тоа стрептокок. И после повторно се појави пак на друго место на кожата. А ви направи испитување, утврдено е за што се работи, бидејќи сигурно операција не е направено без Абцес е кажано. Абцес. Добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Професор, што можете да кажете за ова? Да, инфекција, абцес, било каква компликација, све е тоа можно да даде компликација. Нефрит, значи веќе дискутиравме, значи се работи, ако се работи за тој нефритоген сој на стрептокок. Значи зависи дали е сојот од оние кои што создава компликации или не. Така е. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало? Добар ден, повелете. Може да праша? Секако, повелете. Ме интересира... Добар ден. Ве слушаме одлично, го очекуваме прашањето. Повелете. Да, имам еден проблем. Па доктор да ни каже. Не може 5 месеци температурата на внук ми да ја утврде. Дете, Така? на дете од 6 години Не може да утврдат од што има температура. Колкава повеќе од 6 месеци, од 3 години, од 6 месеци и всеки 9 не може да се утврди во Македонија. Професор, да немате прашање некое? Не, видите, ово не е поврзано не е со поврзано. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Тоа е посебен проблем и кој што може некој друг гостин да дојде и стварно е сериозен проблем. Значи, откривање на температура од непозната причина е стварно голем проблем, но стрептококот е тој што ќе се манифестира, нали, или ќе се излечи, или ќе направи компликации. Немате инфекција стрептококова не може да трае 6 месеци. Може да трајат одредени рани, абцеси, гноеви, али температура, тако нешто стрептокок не дава. Така, да продолжиме понатаму. Дали има некакви анализи што може да се направат преку крвта и да се утврди присуство на стрептокок? Некои серолошки анализи? Па видите, да, постои така наречен антистрептолизински титар, значи мерење на антитела спрема стрептококот во крвта. Сега, Тоа е тоа АСТ? Тоа е АСТ. Сега, колку е користен тој тест, клинички, користен. Мене како нефролог ми е користен да знам дека пациентот имал инфекција со стрептокок, бидејќи кога ќе дојде на клиника, акутната инфекција поминала, брисот може веќе да е негативен и тогаш тој антистрептолизински титар, значи титар на антитела, ќе ни каже дека организмот имал неодамнешна стрептококова инфекција, може биде користен за диагноза, да знам, зашто и други бактерии и вируси може да дадат воспаление на бубреци. И тука тој антистрептолизински титар, значи антитела, ни опатува дека ако изолираме стрептокок, окей,
знаеме дека од рана многу често или од грло, знаеме дека гломерулофритот воспалението е предизвикано од стрептокок. Овде ни е додатно. Сега видите, кај некои инфекции, например инфекција на кожа, нема да ни се покачи ниво, тоест концентрација на антителата против стрептокок. Тој АСТ титар може да биде нормален. Значи, кај инфекција на кожа потребни се некои други маркери, други антитела, кои што кај нас у моментот не се достапни, поскапи се и не се за рутинска употреба. Родителите често прават испитување на овој маркер АСТ и се во една вистинска паника кога ќе забележат дека е покачен. Потребно ли е да се дава терапија за стрептокока кога овој титар е висок? Значи, овој титар само ни значи дека пациентот бил во контакт со стрептокок. И нормално, да кажеме, таа концентрација се смета да е нормално до 250 единици на литар. Значи, тоа е нешто до 250 не е нормално. Кога имате стрептококова инфекција, значи, тој титар иде до 500, 700, 1200 и после негде за 4 до 6 недели, до 8 недели, треба концентрација на тие антистрептозински антитела да биде под 250. Тоа е нешто што е природен тек на болест. Сега, бидејќи школски деца имаат контакт, вие можете втора, трета недела после инфекција, примарна инфекција со стрептокок, да добиете нова инфекција со стрептокок и да сега создадете повторно нови антитела. Значи, сега да имате еден буст, една огромна концентрација, да имате огромни високи вредности и да 2 до 3 години стојат високи вредности на антистреп. 2 до 3 години? Може и 2 до 3 години. Па, тие, видите, децава кај нас стрептококот вире. Јас одев у Шведска, тамо стрептокок нема. Нема. Ладно, нема толкави контакти, нема како една близина тие контакти. И го нема тамо стрептокок. Многу е редок. Значи, кај нас вире тој стрептокок, го има. Не е често да имате повише инфекции, тек на годината 3-4 стрептококови инфекции, значи вашиот титар на антитела никогаш нема да падне на нормала. Но тоа не значи што. Многу е битно да немаме титар на антитела кај пациенти со ревматска треска. Ако има титар на антитела, тоа значи дека тие не се добро лекувани, тоест не се превенирани. Кај ревматска треска тие мора да добиваат превентивно антибиотици. Заштитна некоја доза. Затоа што ревматска треска може да се повтори. И кај ревматска треска, доколку таа се повтори, прави компликации на срцево. Кај гломерулонефритот, воспаление во врзите, немаме компликации, таму повторување нема, исклучително ретко. Еве, јас у мојата докторска дисертација има преку 400 пациенти со постстрептококов нефрит. Само кај 2 или 3 деца имаше повторување на болеста, нефритот, значи и тоа после некој период од година до 4 години. Значи, тамо немате потреба да давате никаква превенција, никаква заштита. Кај ревматска треска обавезна е таа профилакса, превенција, да немате нова стрептококова инфекција со ревматоген сој. Со пеницилински препарати? Да, повторно? со пеницилински, ако е алергија со макролиди или евентуално цефалоспорини. А што е со децата, професоре, кои што имаат постојано воспаление на крајниците? Значи, тие имаат како кратери на нив. Како кратери. Да. И сега се јавуваат чести стрептококни инфекции. Пожелно ли е да се извадат? Не. Не? Не. Дури во овој случај ако имаат чести стрептококни инфекции? Па вие ако имате контакт, ако имате експозиција, че имате и 10 инфекции, не се криви крајнициве. Крајнициве се наша заштита и тука ние имаме многу опречни ставови со отоларинголозиве. Не постои педијатриска и ороловистина, постои една вистина. Значи има нешто што е пропишано со Америчка академија за педијатрија или други тато. Крајнициве се вадат не ради тоа што имате висок АСТ титар, тоа е тотална глупост. Нема никаква научна заснованост да високата концентрација на антистрептозински антитела е индикација за вадење на крајници или разровани овакви онакви крајници. За трет крајник апсолутно се слагам. Третиот крајник прилега кон евстахиева туба, може да прави проблеми во однос на слухот, но овие два крајника немаат индикација за вадење. Постојат ретки индикации, тие се убаво назначени, 4-5 индикации, значи ако се работи за малигна болест, хемопатија, туберкулоза, значи постојат одредени, точно дефинирани индикации кои крајници. Разровани крајници, хронични, овакви, уништени, тоа не стои. Тоа не стои ниједна од нашите препораки и ние стално имаме опречни ставови со нашите колеги оторинолози. Тука не можеме да дојдеме до она да биде униформно. Значи, сега не знам дали е тоа точно или да дошле колеги од Јапонија, кај нас и зачудле колку има тонзилектомии споредено со Јапонија, да е неверојатно нешто.
Значи, нема индикација. Значи, но кај нив родители- многу ретко се вадат крајници Многу кај ретко се деца. вадат крајници. Трет крајник да, но овие два крајника имаат заштитна функција и не треба да се вадат. Значи, индикациите се многу строги за вадење на овие два крајника. И ова е убаво што го разјаснивте, пред да ги вклучиме прашањата од гледачите. Добар ден, Здраво. повелете, Поздрав до вас и до докторот. Имам Ви едно благодарам. прашање. повелете. Сега вака малиот на секој месец дена му се издвојува на бриз, ќе му направиме од грло и од нос, секогаш има стрептокока пиогенис. И нон-стоп е со лекарства, нон-стоп е со доктори. Како би можеле некако да се спречи тоа да ја набилдаме малку имунитетот, нешто? Што би можеле да направиме? Професоре, да немате Не нека знам прашање? колку е На која старо возраст е момчето? вашето дете? 8 години има. И крајниците лани му ги извадија, бевме на... Така, ги извадивте На доктор, крајниците, да. но не забележувате подобрување. Па нема подобрување, додека ги имаше крајниците со температура, пак истото му е све, не е ништо. Тоа не... Видите, најверојатно се Ви работи благодарам за за вклучувањето. клицоносителство. Најверојатно се работи за клицоносителство. И момчево има право да има и стрептококови инфекции, и има право да има и вирусни инфекции, и има право на стрептококови инфекции. Но ако овој проблем веќе толку време перзистира, онда јас би препорачал, макар да ретко препорачувам, да се изврши ерадикација, значи да се иде на подолготрајна терапија, додека се искорени стрептококот, да бидеме на чисто, да знаеме што ќе биде следна инфекција, па ако следниот бриз не покаже, да не се дава антибиотик. Значи, тука иде ерадикација, која што... Професоре, кога се прави бриз, пожелно ли е да се утврди количината на стрептококот што е присутен во брисот за да се знае дали е клицоносителство или пак е... Не. Количеството не е битно. Значи, клицоносителството значи и после давање на стандардна антибиотска терапија, Дека 7 до 10 бактеријата дена, ќе е тука. да, бактеријата е тука. Значи, и затоа би било идеално секогаш кога се зима брз стреп тест или култура, значи бриз стандарден микробиолошки, да по завршувањето на терапијата се направи повторен бриз да видиме дали е излечен стрептокок или ни заостанало клицоносителство. Така, ќе вклучим уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете Ало, во програма сте. Добар ден, убав ден имајте и голем поздрав Ви до вас благодарам. и до докторот. Вака, сакам да го прашам докторот, пред една недела на моето 3-годишно дете му утврдија мононуклеоза. Ако може да ми објасни какво заболување е тоа, нус појави што се после тоа и како се лечи. Ви благодарам, убав ден да имате. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Исто мононуклеозата е нешто што ги плаши Добро, тоа диференцијално родителите. диагностички, значи мононуклеозата е исто болест која што исто може да даде воспаление на грлото, нели на ждрелото, но таму постојат, нели, може да бидат зголемени сочни кренициве, но тој ексудат, оно што гледаме на кренициве е многу понежен и кај мононуклеоза значи треба да се диагностицира со одредени тестови, серолошки тестови, се види дали постојат антитела, или тако. Да се докаже. Да се докаже, поготово IgM титар. И мононуклеозата многу често незабележително проаѓа, но некојаш може да направи компликации, значи како благо зафаќање на црниот дроб. Тоа е она што може мононуклеозата да направи. Кај здрави имунокомпетентни особи, значи може да помине сосема лесно. Кај оние што се имунокомпрометирани, пациенти кои што имаат хемотерапија и така натаму, значи може да прави компликации. Јас као нефролог ни прави компликации, а таа Епштайн-Бајер вирус инфекција во однос на бубрезие може да се реактивира и така натаму. Значи, инаку кај децава може да помине доста со многу лесна клиничка слика, незабележително, освен понекојаш зафаќање на црниот дроб и тоа да се покачат црнодробните ензими. Значи, потребни се по прележувањето на болеста некакви испитувања накнадни или нема потреба од тоа? Па, видите, не би било лоше, ако имате мононуклеоза, да се провери состојба на црнодробните ензими, да се види дали се тие зафатени, дали постои зафаќање на црниот дроб, клинички се прегледа дали постои наголемување на црниот дроб и на слезинката, она што може да се клинички палпира, значи со палпација, да се види. Се враќаме повторно на стрептококните инфекции. Постои ли начин да се избегнат?
Да се зајакне имунитетот, што би рекле родителите на детето. Општи мерки за зајакнување на имунитет, тоа се знае зимски период да се избегнуваат, значи скупови, таму каде што постојат инфекции, да постои проветрување, соодветна исхрана, нели, онда така, но децата одат во градинка. Па тоа е тоа сега што да правиме. Децата имаат школски распуст, но одат во училиште. Да. Значи тоа е оно што може, проветрување на простори, значи некои општи мерки, тоа е оно што може, зајакнување на имунитетот со здрава исхрана, нели, со витаминотерапија. Тоа е тоа. Не постои магичен рецепт за надминување на... Не постои магичен лек. Не можете, едно детенце не може да живее под стаклено звоно. Значи, битна е социјалата и тоа е тој ризик. Кај кај нас, ради тие климатски услови, стрептококот вирае. У Шведска го нема. Преку лето па доаѓаат тие кожни инфекции. Пак така, поготово ако имате лоша хигиена. Зимски период, ангини. Тоа не може да се избегне. Школски деца, колективи, војнички колективи. Така, значи важно е навремено да се детектира и во овој случај да се третира со антибиотик. Да, важно е. Бидејќи неке сите бактерии, односно неке сите инфекции е потребно да се користат антибиотици, особено ако се работи за вирусна инфекција. Но може ли на брисот да биде изолирана, да речеме, стрептокока? Добро. Но детето, и тоа да биде колонизација, а детето да има вирусна инфекција? Може. Све е можно. Све е можно. Може да има вирусна инфекција и да има колонизација со стрептокок. Тоа е проблем. Тоа е велам проблем што не знаеме. Да, тоа со тој започнавте. За вирус да докажеме, сега има вирусна инфекција, за моноклоза, да, али и не е сврсисходно и непрактично сега да правиме некакви вирусолошки испитувања. Освен ако немаме клиничка ситуација, да имаме у фамилија, нели, па вирусна инфекција, знаци за вироза, па тогаш да процениме да, вирусна инфекција нема потребен антибиотик. А стрептококот, сепак да гледаме оној клинички преглед и да евентуално тој брз стреп тест, што треба да го имплементираме сега, здравствените власти треба на тоа. Да, тоа би бил многу добар потек. Да у секоја педиатриска ординација постои тој брз стреп тест. Верувајте ми, значи давањето на антибиотици ќе се намали барем за 50% безпотребно. Сигурен сум. А доколку е неопходно да се земе антибиотик, колку дена треба да се пие? 7 до 10 дена, за да се ерадицира, значи да се искорени стрептококот, потребно е 7 до 10 дена да се прима антибиотска терапија. Погрешно е ако се прекине порано, а доколку детето се почувствува подобро? Па видите, немате правило у живот. Може би нема ништо да се случи, али идеално е да се прими 7 до 10 дена, такви се препоракиве. И доколку по прележувањето на стрептококна инфекција, по 2 недели, ако разбрав добро, се јават некакви промени, веднаш да се јават на педијатар. Да. Ако се јават, обавезно се јават. Сега се надеваме дека сите инфекции ќе бидат диагностицирани, правовремено покриени со антибиотска терапија и да не очекуваме компликации. Сега еден мал процент, значи на деца, може да направат, рековме, гломерулонефрит. Тоа е у мал процент очекувана компликација, но сепак лесна форма. Нели како кај ковидот, вакцината апсолутно не штити, но штити од тешки форми на болеста. За пиогенис нема вакцина, но има за пневмококот, значи има пневмококна вакцина. Така, пневмокок е многу сериозна бактерија, може може биде многу инвазивен. Значи пневмокок, стрептококус пневмонија е многу инвазивна бактерија, така да вакцина. А овде вакцина за такво нешто не постои. Видите, сепак стрептококов гломерулонефрит сепак не е толку пречеста компликација. Многу помалку. Јас се сеќавам кога се вработив 80 и некоја година, значи ние имавме годишно по 80-100 случаи на гломерулонефрит, а сега годишно дали имаме 5 до 10 случаи на гломерулонефрит. Значи не е нешто. Дали поголема свесност, подобра диагностика, правовремено давање на антибиотска терапија да се спречат компликации, веројатно допринело пред се здравствената служба. Сепак постои некаков подем на таа здравствена служба за 40 години.
А може би има и оној фактор циклично, нели? Што Не знаеме споменавте. што не знаеме зашто еден период ќе се намали инциденца на стрептококови компликации, а после следниве години пак ќе се појават некакво објаснение за што нема добро научно објаснение за цикличност на стрептококови компликации. Професоре, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци и за сите јасни појаснувања на оваа тема. Благодарам за поканата. Почитувани професор доктор Велибор Тасич, детски нефролог, беше гостин во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Јас ви благодарам што и денеска не следевте. Со внимание, правете го тоа секој работен ден во редовниот термин на емисијата 12 часот и 50 минути, бидејќи заедно учиме за здравието. До гледање.